Се става по куќи. Мојата куќа падна. А ше 5-6 години падна скроз. Нема кај да живам, иде в куќа на куќа. Така, животот го стројат. А највише ми помогна Тони и Елена Петружешки и Сата. Да не зборам брата, што сме тој. Тие ми помага, ми дава јаде, со спиење, со пари, со се. Институциите имате ли некаква помош? Сте имале ли воопшто откако е вака? Воопшто не. Дури никога ви падна куќата, ништо? Ништо. А градоначалникот на општината? Градоначалникот не е заинтересиран, како да кажам, за ова речу за избори, за кога јас сум врнат некаде. Највише барам во село, што народот така љубезен може да ми помогне и со се. А мислите дека ќе можете така само да преживеете? Сам? Тука се брат ми, тука е снага, тука се цел народ. Може да преживе. А згрижување во институција? Може и тоа. А Тоа не мислите дека ќе биде подобро за вашето здравје? не, ја мислам дека може ќе ми биде полесно, али полесно ќе ми биде во село. Да ми да Меѓу своји луѓе. меѓу своји луѓе. Не можам да користам ништо, нити имам право на лечење што се доделува преку заводите за вработување, нити на некоја социјална помоќ која не би сакал да ја земам. Би сакал јас парите да ги заработам. Без работа не бива ништо. Мора да се работи, пошто со работа да се добија се. Моето име е Борис Пировски, јас сум волонтер од Социјалниот центар Дунја во текот на зимскиот период. Социјалниот центар Дунја организираше активност за згрижување на бездомниците, каде што успеа да изнајде на крајот решение за дел од нив. Меѓутоа, во овој случај конкретно се работи за Спасе Божиновски, бездомник кој што е 60 годишно лице и е во тешка економска и здравствена состојба. Ние, волонтерите од Социјалниот центар Дунја, апелираме до Министерството за труд и социјала да се згрижи во Геонтолошкиот завод Скопје, каде што Спасе би можел да има нега и пред се човек што би се грижело за него. За Спасе беа исконтактирани поголемиот дел од институциите, поточно Министерството за труд и социјала беше известено пред една недела, во теков на деновиве чекаме одговор од нив да се испрати некоја служба или некој надлежен таму за да се погрижи за Спаси за неговиот случај. Беа исконтактирани и други лица, односно градоначалникот од општина Илинден, каде што потекнува Спасе, селото Еватовци. Донациите ни се при крај и се само со уште месец март. Социјалниот центар Дунја секако ќе се обие да организира некакви си културни настани преку кои што би се собрале тие донации или пак ако можеме некоја помош од граѓаните да се пушти специјално било каква помош ни е добре дојдена, за да можеме да издржиме барем уште месец-два да се грижиме за Спасе. Доколку не успееме да го направиме тоа, не сакам да помислам што би се случило со Спасе.